Месец декември. Времето камен ладно. Насекаде во светот луѓето се заедно седат дома и се греат. Шо прави македончето? Се спрема бе батуле. За каде? Или за наслава, или за на новогодишна забава организирана од фирмата. Ова има да биде интересно. Врти шпица. Одењето наслава во Македонија е нешто свето. Да не речам дури побитно од родендените. Оти ке речи. Оти исто одиш, јадиш, пиеш, се веселиш, само што не носиш толкав поклон голем. Нешто што ќе се најде од дома така, колку да не си со празнират. Обично што носат луѓето? Или некоја бомбонјера што му имат нив донесено на некоја слава или роденден или свадба или што и да е. Или некој вино што му имат донесено. Ама ќе речиш поклон тук не се дава. Точно. Мој не тук поклон заеднички. Еден човек ќе купи вино, има да го користат милион души. А братски сложно ме сваќаш. Пример паметни луѓе не ги ни вадат од тие украсните кои ќе му ги дојсат, го чуват со сукрас, а после кога ќе го носиш негде да не го вратиш со истото, ќе го извадиш од тоа ќе клаиш во некој друго, ќе смениш ме сваќаш. Да не го вратиш истото вино на истите луѓе. Ео ти ќе примети некој, ама добро. Зато и убаво е да носиш вино. Од ако однесиш бомбонјера, може и рокот ќе му помине, на виното кога му поминува рок. Никога. И по 30 години уште поубаво ќе ти биде. Оди касни некој производ друг после 30 години да те види. Е сега додуше и то виното различно функционира кај различни луѓе. Ако знаеш дека го тера некој на насилство, не му носи вино. Да не му текни да го отвори па после кавга да се отвори на слава. Не е убаво ме сваѓа. Се имаш различни типови на слави. Зависи од временскиот период кога се одржа. А тие се делат на постни и на мрсни слави. Во периоди кога се пости се прат постни слави. На постна слава шо им? Гравче, рипче, сарма постна, леблеби, алкохол од сите врсти, салати, малати. Овие слави веганите ги обожаваат. Значи живеат за нив. Да не речам постна слава е секојдневие на еден веган. А на мрсна слава шо им? Шо сакаш бату? Значи шо ке ти душа посага може да клаиш на та маса. Свинско, пилешко, телешко, мелено, скари, мари, сосој, мосој, носој, чуда. Што сакаш батуле? И после некои луѓе се чудат, одиве на други слави има многу луѓе, кај нас не идат толку многу. Јас ќе ти кажам, за јадењето е бате. Оти гравче, рипче, сарми, такви работи може јадат, може не јадат луѓето. Ма кога имаш се намаса нешто сигурно ќе јадат. Са добро, кај некој не одат, пошто до човекот е така. Ама и ова со јадењето има голем допринос. Или придонес. Било како било. Сега ќе дојде момент за спремање за слава, тоа е паника, мислиш свадба се спрема. Аро не е баш колку свадбата, ама тука е негде. Оти ќе речиш. Оти дома сте максимум 3-4. Сега може да ти дојдат и 3-40 души. Прво и основно столици нема. Кој чува 40 столици дома бе брат? Значи никој жив на планетата нема доволно столици за слава. Може да има на планетата, ама тие што имат, што се богати, што имат дворци и чуда не прат слава. Така што пани користат, џабе му се фрлени пари му. Ама од нас никој нема 40 столици. За шо пре? Оиш кај комшиите и му викаш. Драго комши, шо прешарен ми си? Абе Свети Никола иди, некоја столица да земевме за гостите. Вие може во годината тримавете и не врзвате, ама шо да правиш на мака голема си? И за комшијата ако е малце, човек ќе ти речи нема грешка бе комши земете. И земате ги носите кај тебе столиците. А рома сега имаш вкупно 12. 6 од кај тебе, 6 од кај не. Добро, технички се по 3-4 здрави, по 2 така малце љуфнате, ама шо да правиш са тоа? Са треба тропниш и кај друг комшија. Кај си бе комши од лани се немаме видено. Тоа има комши што се гледат само од слава на слава. Остаток од годината не на пата се сретат, ама што да прави? Абе Свети Никола иди некоја столица да земев ми то масето ако може. Ако си му дал еднаш масе на некој рачуне дека секоја слава масето ќе мораш да му го дај. Додуше има и фамилии што имат дома во изба негде некој масе вакво на расклапање што го вадат само тогаш за слави го ќе треба. И таа масата стално и помала и пониска од таа што имаш дома. Никако не се поклопват ни ќошој ни ништо, ама мора да ја клаиш. Клаваш некој чаршав голем низ двете купен само за слави и гледаш масите вака стоја. Ќошоите вака да дзиркат. И ако те дал Господ среќајлија вака, комене стално на тие ќошоите ќе те седнуват да седи. Да не можеш ни нога да прекрстиш, ни нога да пуштиш ништо, нити да мрдниш столица. И ги дојсат тие столиците и масето. И се тој што има слава дома, има соба полна мас. Наредени масите на стегани столиците вака брат. Лево десно нема, само напред и назад евентуално. За може да станиш до WC да одиш, толку доста. Масите направени за 6 души, околу нив 40 столици наредени. Има некои луѓе паметни се ќе направи една клупа долга вака, ќе ја пушти од внатрешната страна до зидот што е таму, нити да ја гледа некој нити ништо и ќе нареди на цел зид луѓе колку сага. Еднаш ја правиш, цел живот ја користиш за слава. И евентуално дрва ако снемаш некојаш цепкаш и фрла. Мултифункционално ме сваѓаш. Што значи имаш куќа полна со еден тон столици и маси и имаш 2 куќи или 2 стана што се празни скроз едните ни маса нема. И се отпусти страм мораш да и поканиш и на слава. Полојна куќа му ја кренаш, што да прави. Има некои луѓе
сакат, одат, ме сваѓаш, ајде, ќе ќе се подружим. Има некои луѓе, не ти иди бе батуле. Иди време за вечера, ти тука слави, шурка се дешава, тие таму ни маса, ни пајнци, ништо немат, седат, не знаат од што да јадат, од легено, тавчето јадат. Од ти пајнците му ги имаш за мен. Кој чува дома 40 пајнци бе брат? Старо да душа по старите чувале порано на свадби давале пајнци, сетој, тенџериња, сетој, чуда. И од 3000 души на свадбата ќе добиеш 20 сетој, 20 тенџериња, 20 не знам што за цел век да има. Кога мажиш децата, кога ги жениш и нив да му даеш нати пајнци, нати тенџериња, све. Тоа е батуле луѓето мислеле порано. Не сега ќе ти го бувнат плико, ти ако си бистер ќе го прибериш негде и тоа, ако не си бистер ќе одиш ќе го умножваш и толку ќе биде од плик. Ни пајнца, ни тенџере, гезвеќе немаш да си свариш едно кафето. Едниот прај слава, другиот тенџере јади директно. Тоа е батуле. Кој како си ја нареди? Сад треба се спреми јадење. На постна слава е полесно. Ќе запржиш некој рипче, ќе клаиш ен лонец голем со графче, са не можеш колбавче нешто сувомесно да клаиш во него, ама тоа ќе направиш сармичина. И тие сармичината без месо не ги разбирам, ама ајде. Ќе сецтиш некој салатиче и тоа. Освен ако си веган. Ако си веган, батуле, тука има рецепти да изнапреш од интернет, скинати кога сака. Оре тиквичи, оре некој морски плотчиња чуда, оре салати разни врсти, варено, пражено, печено, со лакто гмечен. А што сакаш, се ќе ти измисли. Масата наредена, мислиш сега го седнам кога ќе си знајадам, ќе виш во некој ќош плескавици ќе речиш леле шубо е. Кога ќе фрлиш едно пулј од поблиску, вегански плескавици. Али ајде небитно то. Мене друго ме интересира со веганите. Оти на пример ако е толку убаво, ако е толку вкусно си веган, оти сите ствари што ги прати имат вкус на месо бе. Оти цело време се пробва да се репродуцира вкусот на месото. Тоа ме интересира. Се има некои луѓе што сакат буржуазија да глумат и ништо од тоа нема, сготват, ќе земат, ќе си нарачат, ќе си платат и ќе му ги дојсат ствари. Вкус никако. Може да ќе изгледа некако интересно, убаво наредено, пошто праено е за да ти земат парината. Али добро, ајде, колку се помине. Ама има некои луѓе што сакат нешто да го направат од срце да биде за мерак и вкус и лично и сите марифети. Тие луѓе тешко нив. Оти кои имат слава времиња унапред се прави муабет. Оре риби може да треба порано да земе. А не знам од кај да земе, треба некои свежи лани, оние не ме бендисаа баш оломнани, ни што ги имавме земен убај бе. Ма лани па ги зедовме чистени, оломнани беа нечистени, ги кладовме во кадата да пливат малце. Тие се трауми од детството. Значи ако си имал постна слава и ако немаш начекано внужник во кадата ти пливат риби или во некој леген, што подоцна ти ќе ги јадиш намаса или пак ги начекаш вкујна кај што ги сеча. Лата да паѓа. Значи ти си немал детство бе брат. Си немал слава постна, готово, бриши ја, немаш слава ти виде. Таква траума дур не доживееш, ти ништо не знаеш брат. Татко имаше една година крапој земено, која када, кој леген нигде не ги береш. Отвараш вратата од нужникот, едниот летнат надвор, другиот шлапа, прска све. Ај хаос. И рачунај дека муабето за рибите ќе слушаш едно 2-3 недели унапред пред славата. Ова од кај да земе, она од кај да земе. Мајка ти ќе почни 2 дена пред свадба да ја земи, ќе витка сарми, ќе прави некои благи постни. Баклава бе бат. Баклава. Тоа е убајна на постните слави. Има некои постни благи што се стварно мераци. Са додуше добро на мрсните можеш што сакаш да клаиш буквално, ама нема врз. Баклавата за Свети Никола е убајн. Па на дента од Савајле ќе земи граво, ќе обувни, ќе опрај на тиво коган да се крчка. Кога ќе окасниш вечерта, убајна од душата да ти излегува. Мераци. Исто може и постни кифлина да има на масата. Како наближва вечерта, така се поќе паника се крее. Пошто тука почнуваат да се дроват зелка салат, крастајци домати што ќе се најде, компир салата со кромиче за со рибата да оди. Ајварче ќе изваиш нешто, ме сваеш грицки оваона, постно да биде. И ти рачунаш обично на кај 8 сати идат гости. Значи обавезно некој ќе се најде во 7-7:30 да дојде. Обавезно. Зато пајнците се редат уште од 5 сат. Ручање дента нема. Ајш вечерта на слава, шобилото ручање пред слава. До кога да ве учам? Кога ќе сој на слава, на свадба, на роден ден, на било што то дома не се јади. Освен ако си лакомо дете, ама нема врска. Ти кога ќе таму срамота е да не јадиш, луѓето се мачелја го направат за тебе. Ако си манџија, тоа е друга работа, ама за добра свиња лоша помија нема. Да се разбери. Мислам кој што гледате вака. Се појавија првите гости. Ај зубо нека. Пошто дотоаш не смееше ништо со прст да гибниш на масата, ти лакомо дете ти се јади. Кифле какво било изгорен си да видиш да касниш, не смеш да огибниш батуле. Не ги бај таму за луѓе се ти. Тоа е. Кога ќе дојдат првите гости, одиш и чапаш со цела рака, так како да немаш видено во живото јадење. Са на мрсна слава е малце покомплицирано, пошто треба месо да одбериш вакво, такво, скара да направиш или помодерно да купиш скара, пошто ја зедов скарата одваму. Поубаво е да се пофалиш отколку да ја направиш, ме сваѓа. Душа добро, некои луѓе и не ги бива. Негде е поарно да ја нараѓаш отколку да ти ја направи газдата, ама нема врска. Па салати разноразни со сосо. Па некој видел негде недослушнал некој рецепт од интернет, не знам што, направено експерименти колку сака. Па онакви постолја со стаклени, со
туда са да се клај благото, ти немаш благото, пајнче да се клај шобилото. Папе ти са никакви сака. И дома цела година не купват ни бадем ни ништо, ама за славата има да клај шо сака. Тек таму го ќе виш масата и го ќе не смеш да гибниш оти за луѓе. Тие се трауми, море, трауми за цел живот. И се од кога ги спремивме славите, од кога ми се пријаде од муабето, јас ќом да јам. А вие останете на нашата програма, пошто следната епизода ќе биде за луѓето и за шо се дешава на тие слави. А па ако успееме се да кажеме во таа епизода за славите, следната после неја ќе биде за тие фамозните новогодишни забави што се пратат фирми. Останете со нас, оти ќе има смеја. А за денес толку. Поздрав и имајте убајна ден.